Stefan, po milosta Božja, arhijepiskop Ohridski i Makedonski, zajedno su sveti od arhijerejski sinod do sveštenoslужителите, monaštvo i dosite čevena Makedonska da pravoslavna crkva, a po povod velitenskite praznuvanja ispraća mir i blagoslov od Boga. Pozdravujte isto veličestvenio i торжествен pozdrav Hristos Voskreσε. Da mu blagodarimo na Boga koji ni darova pobjeda preko našeg Gospod Isus Hristos. Возлюбени праздникоljubci, Великден, денот на Христовото воскресение, е празник на победата и празник на животот. Ово е денот во кој Господ ја објави својата победа пред очите на народите. И сите краишта земји повидува спасението. Овој ден е денот на животот и тоа вечниот живот. Денот кој ни донесе радување, кое што никој не може да ни го одземе. На Великден, на овој најголем христијански празник, ја исповедаме тајната на победителот, самиот Господ Исус Христос, кој преку своето славно воскресение од мртвите ја победи смртта и смртното го облече во бесмртно. Денес е денот кога ни се откри тајната на љубовта Божја кон човечкиот род, која остана вечна врска помеѓу човекот и Бога, потврдена преку крстот и воскресението Христови, како и преку подвизите на сите богоугодници и достојни последователи во изминативе 20 столетија. Радувајќи се на денешниот празник на празниците во Црквата Христова, повикани сме секогаш и пред секого да го исповедаме Христа распнатиот, воскреснатиот и прославениот. Како вистински христољубци, повикани сме да ја благовестиме победата над смртта, над грехот и омразата, над неправедноста и насилството, над страдањата и темнината и да придонесуваме да завладеа праведноста, мирот и радоста во Светиот Дух. Со Христовото воскресение се прекина силата на смртта и тоа стана темел на нашата вера и врата за вечната заедница со Бога. Тоа е гаранција и за нашето воскресение, зашто Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првина за умрените. Во него сите ќе бидат оживеани, оти љубовта Божја е посилна од гревот и смртта. Возлюбени чеда во Христа воскреснатиот. Празникот на Христовото воскресение не подсетува да размислуваме за своите постапки и да се стремиме кон добродетелен живот. Па кога би се навратиле повеќе на потребата од покаяние и праведно живење, ако не на денот на Христовото воскресение, ако не на денот кој дава смисла на човечкиот живот и на постоењето. Па затоа, празнувајќи и споделувајќи радоста на Христовото воскресение, да исповедаме дека верата во воскресението е извор на слободата и на љубовта, зашто преку Христа станавме и вистински слободни и духовно силни. Христовата љубов е неопходна во овој свет, особено денес, кога човештвото во голема мера е заробено од самољубие и равнодушност, од лакомост за богатење и моќ, од овоземни задоволства и од суетна слава. Љубовта е најголемата сила, но таа е силна само тогаш кога е во заедништво со Христа и со неговата неизмерна љубов, кога станува наше светоштво и наш начин на живење. Впрочем, само во богочовечката личност на воскреснатиот Спасител можеме да најдеме тивко пристаниште од сите искушенија и исцеление од последиците на гревот. Неговата победа над гревот и смртта ни дава и нам сила да се бориме со искушенијата на денот и со духовите на злобата, кои предизвикуваат безнадежност и осаменост во душите на луѓето, честопати проследени со нетрпеливост и насилство, со неморални дела и судири. Затоа е потребно да бидеме достојни почитувачи на Светото Евангелие и исполнители на Христовите заповеди, како што порачува и самиот Спасител кога вели: Кој го слуша Словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт во живот.
Христовата победа над гревот и над смртта, по претрпеното распетие и славното воскресение е најголемата победа на сите времења. Таа е единствена и вечна и постигната еднаш и засекогаш. Затоа само соединети со Христа и во Христа, преку молитвата и преку светите тајни и со исполнувањето на неговите заповеди, можеме да го победуваме гревот и да се задобиеме со спасение и вечен живот. Светата Евхаристија е најпотребната заедница на верните во црквата со Господа Христа. Кога сме соединети во заедничка молитва, Христос е присутен помеѓу нас, а при пречистувањето со светите тајни го вселуваме Христа во нас, како што и самиот ни порачува. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. И кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Христос е и ќе биде тајно присутен во својата црква се до крајот на вековите. И не ја вратите на пеколот, нема да ја навладеа. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква. Поминуваме низ еден период кој од нас бара послушност и воздржување. Појавата на коронавирусот во светот, а воедно и во нашава земја, не натера да внимаваме и на нашето и на здравјето на нашите ближни. Затоа да се придржуваме по советите и мерките изречени од надлежните институции и сите заедно да придонесеме да се намали и спречи ширењето на заразата. На нашите верници им советуваме да истраат и да не се вознемируваат затоа што не можат да присуствуваат бројно на светите богослужби во храмовите и им препорачуваме да се молат во своите домови и срца за Бог да ни избави од оваа опасна болест. Да се молиме и за медицинските лица, полицијата и војската кои напорно се грижат за заболените и за редот во државата. Да се молиме за заболените да оздрават, како и за спасение на душите на оние кои не ја добија битката со болеста. Да се молиме Бог да ни ги прости нашите гревови и да ни помилува, зашто само Бог ни е прибежиште и сила и докажан помошник во неволја. Затоа, во маката да бидеме трапеливи, а во молитвата постоеме, зашто воскреснатиот Господ е нашата надеж. Нека овој период не биде време за покаяние и за засилена молитва. Искушенијата што не снајдува, нека ни бидат за утврдување во верата и за духовно напредување. Се е возможно за оние што веруваат, зашто Господ знае како да ги избавува побожните од искушение. Воскреснатиот Спасител е лекарот на душите и телата, и тој лекува и обновува, ја осветува и ја вознесува човечката природа. Затоа и не само во овие празнични денови, туку постојано и насекаде да ја живееме светоста на нашата христијанска вера, на верата што го победи светот, да ја споделиме со сите радоста на воскресението на вечниот лечител, лекар, и никогаш да не заборавиме на тоа дека колку сме поблиску до Бога, толку и Бог ќе биде близу до нас. Возлюбени, како што веќе обзнанивме, годинама се навршуваат 1000 години од основањето на Бигорскиот манастир. Тоа е годишница со која би се гордееле секој народ и секоја црква. Со Божја помош и со застапништвото на светиот Јован Крстител, Македонската православна црква, заедно со државните институции, достоинствено ќе го обележи милениумското постоење и ќе ја истакне улогата и местото на ова големо светилиште во духовниот живот на македонскиот народ и во минатото, и во сегашноста, и секако во иднината. На сите чеда на мајката Македонска православна црква, Охридска архиепископија, во татковината и насекаде во светот, ви го честитаме празникот на Христовото воскресение со најрадосниот поздрав Христос воскресе! Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Петар, митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј, митрополит
и администратор Австралийско-Сиднейски, Наум митрополит Струмички, Агатангел митрополит Ковардарски, Методий митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Прегалнички, Јосип митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосип митрополит Кумановско-Особорски, Гораст Поранешен митрополит Европски, Климен епископ Хераклейски, Јаков епископ Столиски. Драги браки и сестри, православни христијани, членови на нашата Македонска православна црква во црквата Свети Никола во Виндзор, Канада. На крај, дозволете ми и јас од моје лично име, како ваш парокиски свештеник, од името на председателот на црковната управа Менде Далески, од името на сите членови на црковната управа, од името на женската секција и од друштвото на старосите пензионери кои што функционираат во нашата црква, да ви го честитаме и ние најрадосниот и најголемиот христијански празник со најрадосниот поздрав Христос воскресе, навистина воскресе. Да се молиме на Бога што побрзо да не помилува и да го отстрани големото искушение кој што се рашири по светот и што поскоро да се вратиме во нашите цркви и храмови, да ги наполниме, ако не за овој Великден, тогаш секако за наредните празници, и верувам дека уште повеќе ќе си ја сакаме црквата како дом на Бога и дом наш како Божи народ, бидејќи додека нешто користи не уживаме, некако не сме свесни тоа што го имаме да го цениме и да благодариме. Но како некое време ќе бидеме спречени да го користиме тоа или ќе ни се одземе, тогаш сваќаме и разбираме што сме имале. Дај Боже што поскоро да замине ова зло од човековата историја и уште посплотени со љубов едни кон други да се вратиме во нашите храмови и цркви и заеднички едни со други да ги прославуваме празниците на нашата православна вера. Бидејќи навистина Христос победи, а ние го веруваме и ние со Него ќе победиме. Уште еднаш за крај, Христос воскресе, навистина воскресе. За многу години.